Денес е првата сабота од големиот великденски пост, наречена Тодорова сабота. Православната црква го прославува и споменот на свештеномаченикот Поликарп и преподобниот Дамјан. Тодорова сабота, првата сабота од Великиот пост. Во оваа прва сабота на постот, со коливо го празнуваме преславното чудо на светиот великомаченик Теодор Тирон, кое што се случи вака. Кога Јулијан Отстапник, после Констанци, синот на Константин Велики, го зеде управувањето со царството, тој започна отворено враќање од христијанството во идолопоклонството, и тоа не тајно, туку јавно, подигнувајќи прогон против христијаните. Но злочестивиот не сакал јавно да приредува сурови мачења, туку смислил по инаков начин да ги искушува христијаните. Знаејќи дека нашиот христијански народ најмногу се очистува и внимава на Бога во првата недела од Светиот пост, тој го повика управникот на градот и му заповеда да ги тргне обичните продукти од пазарот, а на нивно место да стави други, попрскани со крвта на идолските жртви. Така сите што ќе купат и ќе јадат од таа храна, ќе бидат осквернети. Меѓутоа Бог, кој ги попречува лукавите во нивните заговори, а за нас, неговите слуги, секогаш има промисла, ја разруши и оваа завера на Јулијан. Кон градскиот архиереј Евдоксиј, он го праќа великомаченикот Теодор Тирон. И тој застана пред него, не во сон, туку најаве, и му рече: собери го Христовото стадо и заповеда им на сите ништо од она што се продава на пазар да не купуваат, бидејќи е осквернето со крвта на идолски жртви од страна на нечастивиот цар. Архиерејот беше во недоумица и го праша што да јадат оние кои дома немаат доволно храна, доколку не докупат од пазарот. Светителот му рече: со коливо, за да го дополни недостатокот. Евдоксиј не разбра што точно е тоа коливо и го праша светителот, а тој му објасни: варена пченица. Патриархот тогаш го праша: кој е тој што толку се грижи за христоименитиот народ? А Христовиот маченик рече: од него сум ви испратен за помошник. Патриархот направи како што му беше кажано и го зачува Христовото стадо неосквернето и неповредено од лукавството. Јулијан, кога виде дека неговата измама е откриена, се посрами и заповеда на пазарот да се врати обичната храна. Христијаните пак во знак на благодарност кон благодетелот и кон маченикот во саботата со коливо извршија радосен спомен. Од тогаш и ние верните ова чудо го обновуваме за да не биде заборавено и го почитуваме великиот Теодор со коливо. Елици во Христа крести сте ся во Христа облеко сте ся. Стих
свештеномаченикот Поликарп епископ Смирненски. Овој голем апостолски маж се родил како незнабожец. Светиот Јован Богослов го вовел во верата Христова и го крстил. Во раното детство Поликарп останал сираче и според некое видение на сон го примила една благородна вдовица Калиста, која како син го подигнала и воспитала. Поликарп од детството бил благочестив и милосрден. Се трудел во животот да го поддржува светиот Вукол, тогашниот епископ во Смирна, а и светите апостоли Јован и Павле, кои ги познавал и ги слушал. Свети Вукол го ракоположил за презвитер, а пред смртта го назначил за свој наследник во Смирна. Апостолските епископи кои се собрале на погребот на светиот Вукол го хиротонисале Поликарпа за епископ. Од самиот почеток Поликарп бил обдарен со чудотворство. Така, од слугата на некој кнез го изгонил лошиот дух со молитва, го стопирал страшниот пожар во Смирна. Кога го виделе тоа, многу незнабожци го сметале за еден од боговите. Издействувал дожд во сушно време, исцелувал болести, предвидувал, пророкувал и така натаму. Пострадал за време на царот Марко Аврелий. 3 дена пред смртта светиот Поликарп прорекол: по 3 дена ќе бидам изгорен на оган заради Господа Исуса Христа. И кога во 3-тиот ден војниците го фатиле и го повеле на суд, тој извикал: нека биде волјата на мојот Господ Бог. А кога судијата го советувал да се одрече од Христа и да ги признае римските богови, светиот Поликарп рекол: не можам да го сменам по доброто за полошо. Особено евреите го мразеле Поликарпа и настојувале тој да биде изгорен. Кога врзан го ставиле на клада, тој долго му се молел на Бога и бил мошне стар и побелен и светол како ангел Божји. И виделе сите луѓе како пламенот го обвиткува, но не го допира. Уплашени со таквата појава, незнабожните судии му наредиле на джелатот со копје низ пламенот да го прободе. И кога бил прободен, од него истекло многу крв, така што сиот оган се изгаснал, а телото негово останало цело и неизгорено. По наговор на евреите, судијата наредил мртвото тело на Поликарп да се изгори според елинскиот обичај. И така нечестивите го изгореле мртов, оној кого жив не можеле да го изгорат. Свети Поликарп пострадал во 167 година на Велика сабота. Преподобниот Дамјан, монах на манастирот Есфигмен во Светагора, бил современик и другар на великиот Козма Зографски. Се подвизувал на гората Самарија помеѓу манастирите Есфигмен и Хилендар. Се упокоил мирно во 1280 година. Кога се упокоил, од неговиот гроб 40 дена излегувал прекрасен и благопријатен мирис. Поуки од светите оци. Поуки од светите оци. Не плашете се од злото што е надвор од вас, но од злото во вас. Надворешното зло е допуштено и контролирано од Бог, бидејќи е Седржител. Но ние сме одговорни за злото во нас. Откако ќе ги видиме последиците на злите мисли, сваќаме дека е потребно да сме трезвени и внимателни. Митрополит Христифор Јордански.